Вашиот дигитален идентитет стана поважен од вашата лична карта. Во таков свет, еден клик е доволен за да загубите се. Ова е приказната за Кристина Арнаудова, познатата пејачка, активистка и хуманитарка, но и жртва на сериозен сајбер напад. Незиното искуство не е изолиран случај. Тоа е реалност за илјадници луѓе секојдневно. Во тој период имав реклама ставено, веројатно беше за проект Среќа, за некој проект, не се сеќавам за кој, дали беше за проект Куќа со Кристина или беше за летен камп, не се сеќавам зашто. И ми стигна порака дека не може да се процесира рекламата и дека морам пак да се логирам. И ја кликнав и направив, се одлогирав, па се пробав да се логирам. Кога се логирав повторно, се логираш и веднаш се исклучи. Во прв момент уопште не мислев дека ми е хакиран профилот, мислев дека нешто не е во ред со моето логирање. Пробав пак, никако не можев да влезам во профилот. Што значи дека во тој период веќе ми ги земале информациите. Напаѓачите никогаш не доаѓаат со најава. Понекогаш тоа е само еден лажен имејл, само еден лажен линк и една доверлива жртва. За Кристина, пеколот започнал кратко после хакирањето. Како јавна личност, објавите што ги правеле хакерите во нејзино име предизвикувале огромна реакција во јавноста, но и кај блиските. Во прво време ништо не се објавуваше, имаше само некое видео ставено на самата страница, кое што беше апсолутно ништо не значеше, ништо посебно, глупост некоја. После некое време почнаа на стори секој ден да одат порнографски содржини со линкови. И идејата веројатно беше туку сигурно беше да се кликне на тој линк за да ги однесе некаде и за истото да им биде направено и на сите што ќе кликнат. Тоа беше таква една галама во јавноста, затоа што секојдневно беа објавувани на стори порнографски содржини. И луѓето мислеа дека тоа сум јас. Јас имам и друг профил кој што ми е приватен на Facebook и на тој кажував, значи пазете, затоа што тој профил веќе не е мој, не е во мое влијание и владение. Содржините кои што се објавуваат не се од мене, ама у луѓето апсолутно не може да знае цела Македонија. И цело време ми стигнуваа пораки и на Инстаграм дека нешто се случува со профилот, зашто објавувам такви работи. Во дигиталниот свет, тоа што луѓето го перцепираат, тоа е реалноста. Кога вашето име се врзува со непристојна содржина, репутацијата се руши за неколку часа. За Кристина почнува обидот да се врати контролата. И најдов мејловите на официјалните мејлови на Facebook и почнав да пишувам. Мислам дека после неколку дена ми вратија мејл и ме контактира. Од кога ме контактира, туку ми побара апсолутно сите мои информации, значи се за мене, морав да пратам скенирани изводи, да докажам на секаков начин дека таа страница е моја. Праќав сметки од реклами кои што сум ги објавувала за да видат дека мојата сметка била врзана со страницата, за да докаже дека таа страница е вистински моја, за да може да ми ја вратат. Па никада кај мене беше поголема затоа што страницата имаше многу followers и имаше многу голем рич. Затоа што во тој момент најмногу ја користев за мојата хуманитарна работа. Значи, освен што имам проект Среќа што има страница, таму многу луѓе ми се обраќаа со разни барања и во разни неволји кои што беа. Од кога ги дадов сите информации на Facebook, ми рекоа дека ќе направат се во нивна моќ и профилот ќе ми биде вратен. Се допишувавме не знам колку време, веќе им праќав многу лути мејлови и бев спремна да ги тужам. Затоа што од кога им докажав дека е моја страница, да не може тие како компанија да не се спремни да можат да го вратат профилот на вистинскиот сопственик, нели? И почнав многу лути мејлови да пишувам, затоа што се допишувавме веќе година дена. Се обрати во меѓувреме во Агенцијата за заштита на лични податоци, каде што ми рекоа дека може да ми помогнат. Отидов таму, доставив се што ми беше барано, но тие во главном го направи истото што јас претходно веќе го имав направено. Социјалните мрежи не се државни институции кои можат да реагираат подеднакво низ целиот свет.
а процесот на враќање на податоците често е бавен и комплициран. Но што ако жртвата не е јавна личност? Одговори побаравме и во Агенцијата за заштита на личните податоци. Доколку некој крира ваш лажен профил или доколку ви го хакира веќе постоечкиот профил, во таа ситуација лицето треба прво да се обрати до административниот тим на социјалната мрежа. Значи, согласно нивната политика на приватност, лицето мора само да пријави за лажен профил, хакиран профил, злоупотребени слики и така натаму. Но во случај кога социјалната мрежа нема да одговори на нивното барање или едноставно граѓаните можеби немаат знаење, не можат да се снајдат, во таа ситуација кога се работи за лажни профили, агенцијата може да помогне, граѓаните пријавуваат докај нас дека некој им отворил лажен профил и ние го користиме нашиот контакт со социјалните мрежи Facebook и Instagram. Јас немам слика дека институциите може да не заштитат реално. Немам таков печаток воопшто дека институциите може да не заштитат. Не знам, бидејќи хакерите се толку спремни, технолошки и имаат толку многу знаења, што се најчесто многу поспремни од оние кои што работат во институциите. Прво се многу брзи и не можеш да ги лоцираш, не можеш да ги фатиш. Единствено што може најдобро најефикасно да се направи се кампањи со кои што населението треба да се едуцира по тоа прашање, бидејќи не еднаш биле картички ограбени. Сајбербезбедноста не е само технологија, тоа е култура, навики, знаење и константна едукација. А токму тука најчесто паѓаме. Што можеме да направиме? Прв совет што им го даваме на граѓаните е да внимаваат кои податоци ги објавуваат за себе на интернет. Значи, да внимаваат не само име и презиме што го објавуваат, туку граѓаните многу често објавуваат секакви слики, фотографии, понекогаш објавуваат и свој приватен телефонски број, мобилен број, адреса, локацијата ја објавуваат. Значи, да внимаваат да не споделуваат се на интернет, особено на социјалните мрежи, затоа што не само што може да бидат злоупотребени, туку тоа може да биде, значи, и искористено понатаму, може да се случи кражба на идентитет и така натаму. Исто така да внимаваат со кого комуницираат на социјалните мрежи. Никогаш не треба да комуницираат со непознати лица или со недоволно познати лица, односно да не споделуваат со нив лични податоци, да не препраќаат скенирани лични карти, пин кодови, лозинки и така натаму, и секако и други податоци како фотографии, видеа и така натаму, значи мора да бидат многу внимателни со кого комуницираат на интернет. Исто така треба да внимаваат да користат силни и сложени лозинки за да си го обезбедат својот профил, својот акаунт и така натаму, да користат, ова секогаш го нагласуваме, да користат верификација во 2 чекори во однос на својата лозинка, тоа многу помага за да не ви биде хакиран профилот, особено на социјалните мрежи. На секој обичен човек кој што има социјални медиуми и јавна личност, би сакала да им кажам да апсолутно не кликаат на никакви линкови кои што било кој ќе им ги прати, дури да пишува дека тоа Facebook, дури да пишува дека е Мета, значи тие не праќаат на тој начин информации, тие праќаат официјални мејлови кои што исто така треба да ги проверите од која имејл адреса се, затоа што знаат многу добро да копираат имејл адреси. Во дигиталниот свет секој е потенцијална жртва. Профилот на Кристина беше нападнат, но тоа можеше да бидете и вие. Сајбербезбедноста не е тема за IT експертите, туку за сите нас. Заштитете го она што ве дефинира, вашиот дигитален идентитет, пред да стане оружје во туги раце.